Биди благодарен на Божјата милост. Зошто бараш одмор кога си роден за работа? Подготвувај се повеќе за трпење отколку за утеха и повеќе за да го носиш крстот отколку да уживаш во радоста. Кој е човекот на овој свет кој со задоволство не би примил духовни радости и утехи кога би можел секогаш да ги има? Зашто духовната утеха ги надминува сите светски милини и сите телесни уживања. Сите светски милини се или суетни, или срамни. Само духовната утеха е блага и чиста, изникната од добродетелта и од Бога дадена во чистите срца. Но никој не може по своја волја да ужива во божествената утеха, зашто искушението никогаш долго не изостанува. Лажната слобода на духот и големата доверба во самиот себе се голема пречка за посетата одгоре. Бог му направил голема добрина на човекот кога му ја подарил милоста на утехата. Но човекот прави големо зло кога не му благодари на Бога за овој дар и кога не го препишува на Божјата добрина. Ако милоста не тече обилно во нас, тоа значи дека ние не сме благодарни кон нејзиниот дарител и дека не враќаме се на нејзиниот извор од кој таа потекнува. Милоста никогаш не му се одрекнува на оној што ја прима благодарно и Бог на понизниот му го дава тоа што на гордиот му го одзема. Јас не сакам утехата што ми го одзема смирението и не тежнеам кон мудроста која води во гордоста. Зашто се што е воздигнато не е свето. Се што е сладко не е добро. Секоја желба не е чиста. Се што на човекот му е мило не му е по волја на Бога. Јас ја сакам милоста која ме прави попокорен, повнимателен, поспособен да се одрекнам од себе си. Човекот што ги почувствувал дарот на милоста и тежината на нејзиното одземање, нема себе си да си препишува никакво добро. Тој попрво ќе ги признае своето сиромаштво и својата беда. Дај му го на Бога Божиото, а се што е твое, препиши си го само на себе. Слави го Бога поради неговата милост и признај дека, немајки ништо свое освен гревот, не заслужуваш ништо друго освен праведна казна. Барај го секогаш најниското и ќе го добиеш највисокото, зашто она што е највисоко се потпира на она што е најниско. Најголеми светители во Божјите очи се оние што во своите очи се најмали. И колку што е заветот повозвишен, толку срцата им се попонизни. Тие што се полни со вистина и небеска слава, не жеднеат за суетната светска слава. Тие што се вкоренети и утврдени во Бога, никогаш не се превознесуваат. Препишувајќи му го на Бога сето добро што го примиле, тие не ја бараат славата што доаѓа од луѓето, туку ја посакуваат само она што доаѓа од Бога. Нивна единствена желба е Бог да се слави во нив и во сите светители и секогаш тежнеат кон таа единствена цел.
Биди благодарен и на најмалата милост, и така ќе заслужиш да добиеш и поголема. Најмалиот дар и најмалата милост нека ти бидат драгоцени исто колку и најпрекрасниот дар или најнеобичната милост. Ако само помислиш на величината на дарителот, ништо од она што тој ти го дава нема да ти изгледа мало и невредно. Зашто ништо не може да биде мало што го дарува великиот Бог. И самите страданија и казни кога доаѓаат од Него, примај ги радосно, зашто заради нашето спасение тој дозволува сето тоа да ни се случува. Ако сакаш да ја сочуваш Божјата милост, биди благодарен кога ти се дава, а трпелив кога ти се одзема. Моли му се на Бога да ти биде вратена и биди смирен и внимателен за да не ја изгубиш.